Познатата српска пејачка Ана Николич била брутално претепана, а јавноста е шокирана од снимката што се појави. Полицијата интензивно работи на решавање на овој случај, а засега не се познати сите детали за овој немил настан, јавуваат локалните медиуми. На социјалните мрежи се појави видео на кое се гледа Ана во многу лоша физичка состојба. Пејачката не се двоумеше да ги покаже своите повреди, видливи се бројни гребнатини на лицето, модринки, посекотини, отоци како и повреди на усната, што дополнително сведочи за бруталноста на нападот на кој била подложена. Истрагата е во тек, а јавноста со нетрпение очекува повеќе информации за овој инцидент. Пејачката Марија Микич по гласините дека се разведува од сопругот Јован Пантич потврди дека навистина не се повеќе заедно и дека поминува низ многу тежок период во животот. Таа на својот Инстаграм профил ја објави веста за разводот. Драги мои новинари, слободно можам да кажам соработници, како и секако пријатели. Во овие тешки времиња, покрај се што се случува околу нас, се случува и она што се случува во нашите срца. Мислам дека одамна ви должам одговори на некои прашања и не се чувствувам добро поради тоа. Причината зошто не проговорив е затоа што сите вие баравте одговори од мене што не знаев како да си ги дадам. Поминував низ многу тежок период во мојот живот во сите области, освен за операцијата и моето здравје за кој бевте информирани. Најмногу прашања беа за мене и мојот сопруг. Дури кога можев да си го кажам тоа гласно, реши да ви кажам и на вас. Јован и јас решивме повеќе да не бидеме заедно. Животните патишта и приоритетите не одведува нас противставени страни и покрај нашите напори да го надминеме тешкиот период, не успеавме. Од нашата љубов, која беше најголемата што некогаш сум ја почувствувала, добивме два ангела. Ти благодарам Господе за нив и за љубовта што ми дозволи да ја доживеам. Тешко е кога си со некого со кого се си сонувал, тој повеќе го нема. Ве молам да разберете. Иако љубовта меѓу партнерите повеќе не е на прво место, останува почита меѓу нас, сеќавањето на сите убави работи што сме ги создале и најголемата сила да бидеме најдобри родители на нашите деца како единствен испит во животот што треба да го положиме со оценка 10. Ви благодарам за разбирањето во овој тежок период од мојот живот на сите полиња, ќе се обидам да бидам што е можно подобра и посилна. Почувствував потреба да го споделам ова со вас, бидејќи бевте со мене од самиот почеток и мислам дека објаснувањето на ситуацијата е најмалку што ви должам. Ниту Јован, ниту јас повеќе нема да коментираме на оваа тема, а сакам да се грижите за себе и да запомнете дека здравјето е најважно, рече пејачката. Првиот македонски долгометражен анимиран филм Јон Вардар против галаксијата е официјално селектиран на 11-тото издание на Светскиот филмски фестивал во Монтевидео, кој ќе се одржи од 7 до 9 јули во главниот град на Уругвај. По Бразил, Аргентина, Еквадор и Венецуела, ова е пета држава од Латинска Америка каде што филмот ќе биде прикажан. Во режија на Гоце Цветановски, Јон Вардар против галаксијата е научно-фантастична комедија која веќе ја освои публиката на бројни светски фестивали, комбинирајќи остар хумор и различни стилови на анимација, за да ја раскаже неверојатната авантура на еден антихерој низ вселената. Филмот е во сценарио и режија на Гоце Цветановски, арт директор е Михајло Димитриевски Тке Мичо, продуцент е Алан Кастилјо, а главните улоги ги толкуваат Жарко Димовски, Емилија Мицевска и Дамјан Цветановски. На 14 јули од 21 часот Националниот џез оркестар ќе одржи концерт со американскиот музичар Дони Мекаслин во Македонскиот народен театар. Диригент ќе биде маестро Владимир Николов. Драго ни е што ќе имаме заеднички настап со еден од најсмелите и највпечатливи саксофонисти и композитори на современата џез сцена, билат од Националниот џез оркестар. Мекаслин соработуваше со Дейвид Боуви на неговиот последен албум и беше една од најклучните креативни сили што го обликуваа неговиот експериментален звук.
Мекаслин потоа продолжува да ги редефинира границите на џезот, создавајќи музика во која електрониката, арт-рокот и импровизацијата се среќаваат со слободата на изразот. Билетите за концертот може да се набават онлайн или на продажните места на МК Tickets, а ќе се продаваат и на билетарницата на МНТ.